40% од административците или ништо не работат или бараат начин како да не дојдат на работа, открива министерот за јавна администрација Горан Минчев, посочувајќи дека администрацијата не смее да биде заштитена зона. Според него, формирањето на Министерството за јавна администрација не било само бирократски потек, туку политичка порака дека веќе нема да има место за партиски вработувања и нефункционални институции. Во обраќањето по повод отчетот на Министерството со кое раководи, Минчев посочи дека во секоја јавна институција постојат 3 различни групации кои работат со различен степен. Најави дека ќе бара начин како сите да се вклучат во работниот процес. Тоа е, мислам, горе-доле секаде во сите институции, една групација од 25-30% која што го носи теретот на една институција и работи нон-стоп. Втората групација некаде 25 до 30% која што е вклучена во процесот, но не го дава максимумот. И третата групација која што за жал е најголема, од 30 до 40%, и таа е производ на досегашните партиски вработувања, етнички вработувања, вработувања по родбинска линија, не работи ништо или пак се обидува да не доаѓа дури и на работа. Овие кои што не работат, сакаме да ги вратиме во процесот, да ги едуцираме, да ги обучиме, по нивна волја демократски, да одберат каде може да дадат допринос. Што значи, нема веќе плата ако не работиш. Минчев посочи дека ќе има 3 нивоа кои ќе мора да се поминат за вработување во јавната администрација. Од клучните преземени мерки ја издвои корекцијата на балансерот, односно методологијата за пресметка на етничката застапеност во јавниот сектор, и кажа дека вработувањата во администрацијата треба да се водат според резидентното население. Прашан пак за оптимизацијата на бројот на вработени во администрацијата, Минчев повтори дека поради висината на платата се помал интересот за работа во администрација. Ние се соочуваме поради висината на платата, која што мораме да кажеме дека е несоодветна и дека е мала, да немаме интерес на вработување на млади луѓе во јавната администрација. Просекот на старост на овие кои што работат во јавната администрација е прилично голем, што значи се соочуваме со одлив на млади и за едно 5 до 10 години можност да немаме стручни луѓе и квалитетни луѓе кои што ќе го носат евроинтегративниот процес, како што тоа е сега. Потребата за реформи на јавната администрација и намалување на бројот на вработени инаку досега редовно се нотирани во сите извештаи на Европската комисија за земјава.